се дефинира одредени пирамиди, ние ги велиме на здрава исхрана, во која што би ставиле 4 клучни сегменти кои што ние треба да ги внесуваме и 2 сегменти кои што треба да ги избегнуваме од исхраната. Тоа се пред се базата на исхраната се житарките или производи базирани на жито, компир, ориз и така натака. Втората група се млечните производи кои што треба да се внесуваат исто така редовно, секојдневно. Третата група се месото, месни производи и риба, кои што треба да се внесуваат со умерено темпо. Генерално дискутираме за некој внес од 3 пати месо во неделата, еднаш до 2 пати риба, зависно од можности, потреби, вкусови и така натака. Меѓутоа, јас кога ќе мислам на риба, секогаш дискутираме за значи не дискутираме за конзервирана риба, не дискутираме за смрзната риба, зборуваме за свежа риба. Затоа и стално на моите пријатели кога одат на одмор на море им препорачувам немојте сега да јадете континентална храна додека сте таму, искористете приликата да јадете морска храна таму од каде што може да ја добиете посвежа или свежи, стварно да ги извлечете сите тие бенефити кои што ги има. И значи на тој начин и четвртиот и можеби најважен дел од исхраната кој што мора редовно да се прима се секако овошјето и зеленчукот. Тоа се на странава врвот на пирамидата? Па не, значи врвот на пирамидата е тоа што најмалку треба да го јадеме. Како да ја свртиме пирамидата. Долу ни се житарките. Тоа е надополнето со 2 ставки кои што треба да се трудиме да ги избегнуваме максимално. Дискутираме за масти од животинско потекло кои што се видливи пред се и да речам заситени масти и шеќери, сладки и така натака кои што едноставно се нешто кое што јас сум практичен, не велам не треба никогаш да се конзумира, меѓутоа треба да се го дозволиме како ретко задоволство. Не да биде пракса или пак она што се вели навика, знаеш што, јас секој ден си купувам по едно чоколадо. Бенефитот од тоа е практично незначајна, штетата е континуирана и долгорочна. Понатаму ќе објасниме подетално за сите овие работи. Сега во новава пирамида на здрава исхрана има уште една компонента, а тоа е здравиот животен стил во смисла на физичка активност. Значи, како год и да се храниме, ако ние сме заковани за столче, ние не ги исполнуваме критериумиве на здрава исхрана. Значи, ние мора да најдеме можности за минимално 30 минута физичка активност во текот на денот. Ако не успеаме тоа да го направиме од било кои причини, искрено не успеваме да ги задоволиме сите критериуми на еден здрав животен стил.